слушнала коментари од типот дека ќе остане жената стерилна, дека нема да може да раѓа. А впрочем, од тоа што јас го знам и тоа што го, да речам, сум се информирала во Австралија, е тоа дека е обратно. Доколку не се прими вакцината, тоа може да има многу лошо влијание на жената понатаму во животот во однос на репродуктивното здравје и раѓање на деца. Во тој период живеев во Австралија, мораше да се прими, немаше дебата отворена на Facebook и да не кажам разни информации и вести, така што јас тогаш ја примив и потоа ми беше едноставно нормално и природно дека мојата ќерка ќе ја прими. Плюс следам се што се случува во Австралија во однос на тоа и веќе Австралија за едно 10 години нема повеќе да има рак на грло на матката кај жените, така што апсолутно воопшто не се размислував, едноставно кога дојде време отидовме и се извакцинирав. Нормално, отворено разговарам со ќерка ми за сите работи кои што се поврзани со незиното здравје. За вакцината отворено разговаравме зошто се прима, како се прима, зошто јас сум ја примила. Всушност, оваа заштита сега што ќе ја прими од вакцината ќе трае, да речеме, ќе почне да и трае за некој извесен период, а ќе ја заштитува до крајот на незиниот живот. Не, немаше дискусија колку што се сеќавам на ниво на класот во врска со ова, така што претпоставувам дека секој индивидуално си ја донел одлуката за своето дете. Јас уште пред да се вакцинира мојата ќерка, зборував многу отворено за тоа, поради тоа што јас сум стварно многу одамна вакцинирана и тука ми беше малку невообичаено дека имаше многу голема дебата во врска со вакцината. Доколку кај пациентката се јавиле одредени промени, кои што како клинички симптоми или матичниот соодветниот гинеколог ги диагностицирал, може да се повтори некој од тестирањето, меѓутоа кога збориме за скрининг програма, стандардот е дека тој треба да остане на 3 години, доколку е HPV тестот негативен. Доколку пациентката има направено HPV типизација и е негативна, кај истата ќе треба да се повтори ПАП тестот за 3 години во отсуство на било какви промени на грлото на матката, кои ги утврдува матичниот гинеколог. Ако тој постави индикација дека треба да се земе почесто ПАП тест заради евентуално сомневање на некои неправилности на грлото на матката, кај истата пациентка во договор со ПЗУ е назначено дека и тој ПАП тест ќе биде земен бесплатно во 3-годишниот период. Да речеме одредена, како што спомнавте, циста на јајник, пациентката се припрема и има ред диагностички методи, меѓу кои што влегува на и оваа метода, за да не се пропушти евентуално одредена друга состојба, затоа што неретко ние ќе ја третираме заради циста на јајникот, а може во исто време имаме и преканцероза, односно имаме некоја промена на грлото на матката. Најтешко е да се пристапи до секоја пациентка. Вие спомнав неслучајно бројката на жени кои што треба да бидат опфатени со скринингот. Колку и ние да се убедуваме, да ги повикуваме пациентите, јас
потврдувам не само кај нас и во други земји имаме ние голема бројка на опортунистички скрининг, кој што во превод значи една иста пациентка ја броиме 3 пати или 5 пати. Значи во системот сега за среќа се регистрираат, меѓутоа се уште немаме доволна база на барем за ХБВ тестирање, колку што јас знам, превентивните прегледи или скрининг програмите се уште по пациент не се точно евидентираат. И затоа можеби бројката на пациенти кои што се опфатени со скринингот, кое што ја воведе Министерството, кое што ние спроведуваме индиректно матичните гинеколози, е нереална бројка. Например, имаме пациентка која што можеби на 3 пати во годината ќе направи, ако тоа е пречесто, а има нормален пап тест, а имаме една друга пациентка или категорија на пациенти кои што 10 години или можеби некош па и 20 години, затоа што смета дека завршила со породувањата на 35 години, живее со еден партнер и смета дека не треба се вакцинира, односно не треба да ги прави овие тестови, задолжителни скрининг. Јас сметам дека доколку разговараме отворено со нашите деца, значи не треба да ги плашиме или да им се закануваме или да им кажуваме вака ќе биде или така. Треба реално да разговараме со нашите деца, со девојчињата и со момчињата еднакво. Треба да зборуваме за тоа, нели, кога влегуваат веќе во тие години на пубертет и тинеџерство, овие теми се нормални за дискусија. Што може да се случи, кои се ризиците, едноставно да имаме отворен пристап кон тоа, да не биде после за 5-10 години нели децата кога ќе пораснат дека се случило, еве да речеме конкретно со ХПВ вакцината, имаат рак, например. Многу млади девојки и момчиња може да добијат рак поради вирусот ХПВ.